Европските производители за сега добро се држат на глобалниот пазар, иако нивната позиција ја загрозуваат се поагресивните азиски марки. Во последните неколку години голем напредок во електричните погани покажаа корејците, додека нивните соседи, кинезите, имаат амбиција да станат број 1 во светот. Успехот на концептот во голема мерка помогна Kia да ја редефинира својата кросовер понуда. На помош за тоа ќе биде искористена новоразвиената семејна електрична платформа на која ќе биде поставен идниот адут во овој сегмент со ознака EV9. Концептот, кој го видовме пред повеќе од една година, просто зрачи со својот футуристички изглед за кој корејците ветија дека нема многу да го променат кај серискиот модел. Тие покрај просторноста и високите технологии сака да стават апостроф на функционалноста. Ке има 3 реда седишта кои ќе можат да се распоредат на различни начини и ќе биде најголемиот модел на Kia кој ќе се продава во Европа. Во план е да биде понуден летово во неколку варијанти со автономија од 540 км и способност за само 6 минути на брз полнач да ги освежи батериите за следните 100 км. Истата платформа е искористена и кај Hyundai Ioniq 6, кој е еден од енергетски најефикасните автомобили. Корејската компанија вели дека оваа елегантна купе лимузина има автономија од 614 км во зависност од верзијата. Потрошувачката му е декларирана на 13,9 кWh на 100 км, за што е заслужна и аеродинамиката со коефициент на отпор на воздухот од 0,21, што е една од најниските вредности кај сериските автомобили. Hyundai Ioniq 6 ќе биде достапен во различни конфигурации со 2 пакета батерии и 1 или 2 електромотори. Од Кореја треба да пристигне и новиот кросовер на SsangYong наречен Торес, кој компанијата и покрај сите проблеми успеа да го развија според планираното. Тој во палетата на производителот ќе зазеде место меѓу Корандо и Рекстон, а на домашниот пазар веќе се продава за доста пристапни 20.000 евра. Заради масовните браници, релјефната хауба и чудно скроената маска, изгледот му е провокативно брутален. Во Европа ќе пристигне само неговата електрична верзија, за која батериите ќе пристигнат од билгиот Dream, кој што туку го започна освојувањето на стариот континент. Овој колос на кинеската автомобилска индустрија своите надежи ги полага во 3 модели, 2 кросовери и 1 лимузина. Во билгиот Dream силно нагласуваат дека возилата се развиени имајќи ги в предвид европските купувачи, на кои за да се искорени било каква недоверба, им се нуди 8-годишна гаранција за батериите. Понудата ја предводи компактниот Atto 3, кој се одликува со Dragon Face дизајнерскиот јазик. Има 204 конски сили и батерии кои ќе му овозможат поминување на 420 км. Неговиот постари поголем брат танк има 7 седишта по 1 електромотор за секоја оска со вкупно 516 коњи и автономија од 400 км. И елегантната лимузина Han го има истиот погонски систем, но со едно полнење може да помине 520 км. За европската иднина мечта е и Xpeng, кој своите верзии за успешен настап ги полага во кросоверот G3 и спортската лимузина P7. За нив кинезите велат дека со едно полнење на батериите може да поминат и до 500 км, а како адут им ги наведуваат и автономните способности. И разумната цена со оглед на технологиите што ги имаат, проследена со добриот изглед, се атрибути што делуваат ветувачки дека и за нив може да се најде парче од европското пазарно колаче. Истите амбиции ги има и NIO, кој го подготвува за лансирање новиот кросовер ES7, кој заради Audi во Европа ќе има ознаката EL7.
Поголемина е некаде меѓу Тесла Model X и Model Y, а најмоќниот досега во понудата. Има воздушно ослонување и прилагодливи амортизери, а бројната електроника вклучува и лидар за функционирање на автономните системи. Двата електромотора со 653 коњи му обезбедуваат перформанси кои оставаат без див, а трите пакета батерии автономија меѓу 485 и 850 километри. Бидејќи кинеските имиња тешко и мачно се пробиваат на европскиот пазар, дел од тамошните производители ги пласираат своите возила под звучни имиња како што се Lotus и Polestar. Британското електрично првенче ќе доаѓа од жариштето на пандемијата Вухан, но тоа нема да му биде пречка. Лекот се 905 коњски сили, колку ќе развива најмоќната верзија која ќе забрзува до 100 км на час за само 2,99 секунди и ќе може да стигне до максимални 265 км на час. Електричниот кросовер ќе се нуди уште и со 603 коњски сили. Со него се најавува трансформацијата на компанијата од производител на спортски автомобили во глобална марка со пошироко портфолио. Заснован на темелните начела и гените на Lotus, овој прв нивни кросовер ќе го расчистува патот до следната генерација нови модели. Polestar пак веќе е подготвен за лансирање на третиот свој модел, кој е посебно важен за нив од две причини. Првата дека е кросовер и тоа со купе силуета, а втората дека за разлика од своите претходници воопшто не личи на адутите од поставата на Volvo. Дизајнерски промовира нов корпоративен идентитет кој настана на основа на концептот Пресепт од пред 2 години. Зарамнетиот преден дел на каросеријата и покривот што се спушта му донесоа добра аеродинамичност, што е од значење за постигнување автономија од повеќе од солидни 610 км. За неа сепак најзаслужни се батериите со капацитет од 107 кВт со работен напон од 400 волти, кои напојуваат два електромотора со вкупна моќ од 490 коњски сили. Неговата платформа, развиена од Geely, ќе се среќава и кај EX90, со кој Volvo ја започнува својата вистинска транзиција во електрична марка. Тој ќе ја предводи компанијата во новата ера со истакнатите безбедносни карактеристики, бидејќи швеѓаните ветија дека целта им е никој да не загине во нивните возила. На тоа многу се работеше, па теренецот со 7 седишта стана и компјутерна тркала исполнет со системи што прават невидлив штит околу возилото.